Вчера после изјавата на Светската здравствена организација дека е прогласена пандемија во целиот свет, а сите знаеме што значи пандемија, значи заразна болест која е настаната и проширена на повеќе земји на еден и на повеќе континенти, тие предуслови ги имаше и затоа Светската здравствена организација вчера прогласи пандемија за ковид вирусот или за коронавирусот. И после изјавите на министерот за здравство доктор Венко Филипче и овие препораките и насоките што ги даде за целата држава, па и за локалната самоуправа, слушајќи го тоа, вчера во попладневните и вечерните часови ги повикав председавачот на совет, секретарот на општина Прилеп, работени во локалната самоуправа, директорите на јавните здравствени установи, раководителите на инфективното и одделение при Општата болница Прилеп и раководителот на епидемиологијата во Центарот за јавно здравје, директорите на основните и средните училишта, директорите на јавните предпријатија и сите други од што мислев дека ќе биде потребно да бидат присутни на тој координативен состанок за да донесеме некои заклучоци кои што тие заклучоци ги предложив на Комисијата за општествени дејности, а тоа ќе го предложиме на советниците денес да ги прифатите тие предлог, одлуки што треба да ги направат нашите граѓани за да имаме побезбедно здравство, побезбедни граѓани, побезбедни деца, побезбедно општество воопшто, побезбедна општина воопшто во нашиот град. Ова предлог одлука за донесување на локалните мерки и препораки за заштита на пандемија на населението од COVID-19 или коронавирусот на територијата на општина Прилеп. Предлагам член 1. Се прифаќаат сите препораки, укажувања и мерки од страна на Министерството за здравство по основ на превенција од COVID-19 коронавирус за заштита од пандемија на населението на територијата на општина Прилеп. Член 2. Да се донесат следните локални мерки и препораки за заштита од пандемија на населението од COVID-19 на територијата на општина Прилеп. Мерка 1. Времено се затвораат приемното одделение и одделението за администрирање на даноци при локалната самоуправа во општина Прилеп за прием и услуги на странки. Своите потреби, информации и прашања граѓаните ќе можат да ги реализираат на следните начини. Прво, сојавување директно во приемното одделение на телефон 398 048 401 720 и одделението за администрирање на даноци 048 540 001 540 002 и 540 003 секој работен ден од понеделник до петок од 8 до 16 часот. Понатаму, преку праќање на имейл на следната електронска пошта prilep@prilep.gov.mk преку официјалната веб страница на локалната самоуправа општина Прилеп www.prilep.gov.mk. Службите на локалната самоуправа при општина Прилеп се ставени во функција да им излезат во пресрет на сите граѓани, да ги информираат на начинот на сите граѓани, да ги информираат на начинот на достава, начинот на поднесување на барања и слични документи преку горе наведените начини на комуникација. Второ, да се изврши дезинфекција на автобусите од јавниот градски превоз. Во зависност од потребата, дезинфекцијата да се врши повеќе кратно во текот на денот. Трето, да се редуцира јавниот градски превоз и да се користи само во итни и неодложни случаеви. Четврто, да се изврши дезинфекција во градинките, основните и средните училишта, како и дневните центри согласно препораките од Министерството за здравство и Министерството за образование и наука. Петто, се забранува организирање на локални настани
јавни собири, културни манифестации, промоции, панајдјури, сајми, спортски настани и слично на локално ниво, се до моментот на изрекување на нови мерки и препораки од страна на Министерството за здравство. Во овој момент само да дополнам на оние кои што не ја слушаат пред половина час излезе Министерот за здравство со нови информации, кажа дека освен досегашните инструкции што беа дадени, посетата на рестораните, кафетерии, кафичи, игротеки да биде до 18 часот и половина од ресторанот или кафичот да биде полно. Тоа е препораката, тоа е најнова препорака што сега пред половина час даде министерот, што мислам дека сега тоа ќе биде инкорпорирано во домошниот тек. И сите други информации ќе бидат проследени. И шесто, согласно препораките на Министерството за здравство, барањето за активниот јавен повик за субвенционирање на инвертор, клими уреди и велосипеди во овој временски период се доставува исклучиво по пошта со назнака јавен повик за субвенционирање на инвертор, клима уред и јавен повик за субвенционирање на велосипеди. Секој е пратено барање по пошта службата за архивирање при локалната самоуправа при општина Пилеп се обврзува да ги архивира по редослед како што е доставено во службата преку македонска пошта, заклучно со денот на испраќањето. Граѓаните кои го искористиле јавниот повик и испратиле барање по пошта со јавување на телефонскиот број 048 401 720 или по пат на испраќање електронска пошта на официјалната имейл адреса на општина Пилеп, pilep@pilep.gov.mk ќе можат да се информира за архивскиот број на барањето секој работен ден од 8 до 16 часот. Оваа мерка стапува во сила на ден 12.3.2020 година и ќе трае се до добивањето на понатамошни инструкции и препораки од Министерството за здравство. И член 3, поради итност, одлуката стапува во сила веднаш. Ова е препораката што ја упатуваме како градоначалник, како Комисија за општествени дејности до советниците во целост да биде усвоена, затоа што мислам дека мора да се придржуваме на сите инструкции што ги даде и владата и Министерот за здравство и се она што е потребно за во иднина да можеме да имаме и воопшто да немаме случаи, и ако имаме да бидеме спремни на се до тоа. А пред да поминете на гласење на оваа точка, сакам да упатам апел до граѓаните на општина Пилеп. Прво, апелирам до сите граѓани да го намалат движењето, да ги намалат активностите и посетите во сите институции во градот, освен за итни и неодложни работи. Второ, апелирам до сите граѓани на општина Пилеп, движењето надвор од своите домови, да ги сведат на минимум, едноставно и единствено само за неодложни и итни потреби. Особено да се избегнува посета на угостителски објекти, игротеки, паркови, отворени и затворени простории со капацитет за собирање на поголема група на луѓе, од денес и помала група на луѓе. Трето, упатуваме апел до граѓаните на општина Пилеп. Информациите поврзани со новонастанатата или новонастанатите ситуации со COVID-19 да се црпат исклучиво од Министерството за здравство, поради тоа што лажните информации креираат паника кај граѓаните меѓу населението. И четврто, на сите лица кои биле надвор од територијата на Република Северна Македонија и на граѓаните кои се сомневаат дека имаат симптоми на коронавирус, им се препорачува да се јават на следните броеви. Во Пилеп, во Центарот за јавно здравје 076 47 5747 и исто така повикувачки центар Ало докторе во Министерството за здравство на телефон 02 15 123. Се надевам дека овој апел граѓаните во нашиот град ќе го почитуваат. Не е толку наивно, колку што сме ние слободни и лежерни, бар така се однесуваме последните неколку денови. Упатувам уште еднаш апел
нашите граѓани сериозно да го сватат, посебно по младата популација, што помалку да е надвор од своите домови. Јас ги разбирам нивните желби и потреби, но сепак мора да се воздржиме овие неколку дена, додека, да кажем, ајде не спласне ова пандемија, затоа што само да напомнам дека онаму во пред се Италија, каде што е во Европа имаме најголем број на заболени, онаму каде што се почитуваат овие мерки, почнува да спласнува ова заразна болест. Тоа значи дека ако ние претходно тоа го направиме, можноста да се добиеме таква болест е помала. Од тие причини, оваа предосторожност што ја препорачува министерот за здравство и ова што го препорачувам сега како градоначалник за граѓаните на општина Прилеп, да се почитува што повеќе и што час поскоро, така речи, веднаш.